Убава музика во чест на Охрид, а во продолжение зборуваме со професор доктор Андон Чебишев од Универзитетската клиника за токсикологија. Неколку пати веќе ви го најавив ова дружење, затоа што констатиравме и пред да се вклучиме во живот дека има и повеќе од тие ризици кои што можеби јас ги планирав да прашам за нив. Летото просто е време и сезона која крие многу такви скриени опасности од труење на организмот. Добро утро, добро ни дојдовте, доктор. Добро утро на екипата во студиото и на сите гледачи на сите телевизија. Како е деновиве на клиниката? Дали има многу случаи нови и на што најчесто се жалат пациенти? Па видите, јас сум пресреќен што мирно е на клиниката, невообичаено мирно за овој период од годината, затоа што знаете летото е едно од најпосакуваните, можда и најпосакувано годишно време, во кое што граѓаните се движат, се дружат, повеќе се надвор во надворешна средина, контактираат многу меѓу себе, така да сето тоа или одат по одмори и сето тоа носи покрај волшебствата што ги носи летниот период, носи одредени опасности од кои што ние треба малку повеќе да внимаваме и да се заштитиме. Така. Ние затоа ќе се обидеме со совети, малку да повлијаеме на нашите гледачи за да ги подсетиме на ризиците и да откриеме можеби некои нови, па ајде да почнеме со храната која што е, речем, најголем ризик најчесто во лето поради високите температури. Дали покрај тоа јајце, месо, кремови некакви и така натаму, постојат некои намирници за кои што помалку знаеме дека носат висок ризик, дека брзо се разипуваат во лето и се штетни, односно ризични. Апсолутно сите видови на храна можат да бидат загадени или со бактерии, или со нивните токсини, или со нивните отрови, така да опасноста од труење со храна може да биде од различни видови на храна. Меѓутоа, тоа што вие го споменавте, најчесто тоа се случува со храна која содржи висок процент на протеини, кои што лесно се расипуваат и при тоа во нив се размножуваат одредени бактерии кои можат да ја предизвикаат состојбата или болеста и ако таквата храна се конзумира, ќе предизвика одредени здравствени потешкоти. Затоа во лето, кога се повисоки температурите и полесно се размножуваат бактериите, побрзо се размножуваат, побрзо ги испуштаат своите токсини, треба да бидеме максимално внимателни, храната да ја конзумираме свежо подготвена, веднаш да ја конзумираме или ако имаме намера да ја конзумираме подоцна, тоаш да треба да ја ставиме во фрижидер на соодветна температура на која што бактериите не може да се размножуваат, меѓутоа тоа пак да не биде повеќе од 10 до 12 часа, затоа што знаете и летно време храната може да обстои на надворешна средина 1 час, 2, 3 часа, меѓутоа и во фрижидер, ако стои подолго време, повеќе од 24 часа, пак на некој начин не е безбедна и јас не препорачувам таквата храна да се конзумира. Да, барем во лето да одстапиме од таа наша традиција готвено јадење да стои по неколку дена. Или за 2-3 дена да сготвиме нешто. Тоа е затоа реков и традиција. Сега, дали нужно храната која што е веќе расипана како резултат на развој на тие бактерии, мора да го смени мирисот, изгледот, бојата? Најчесто така се осмелуваме да проверуваме преку мирис на храна, но дали може да биде доволно затруена за да направи штета? Видите, ако е тоа така, а не е така, тогаш сите ќе осетат некакова, да речеме, органолептички или гледајќи таквата храна ќе ни заличи на расипана, па нема да ја конзумираме, или ќе го смени мирисот, бојата и нема. Меѓутоа, проблемот е во тоа што некои видови храна не го менуваат во почетокот, а не се за конзумација, загадени се, не го менуваат нити мирисот, нити вкусот, нити изгледот. И таквата храна, ако се конзумира, таа содржи одредена количина или одреден број на бактерии или одредена количина на токсини од бактерии кои ќе ја внесеме, ќе предизвика болест. Затоа многу треба да се внимава, значи храната да биде свежо подготвена од свежи продукти и таквата храна да се конзумира, а се друго што ви е сомнително, подобро е да го фрлите, отколку да го конзумирате, а после да имате проблем, затоа што, знаете, во народот има една заблуда дека и труењето со храна е некоја лесна здравствена состојба која што брзо ќе помине. Меѓутоа тоа не е така.
одредени труења со храна, посебно да речеме храна која е загадена со салмонела или со незините токсини, е исклучително опасно труење кое што развива една многу тешка клиничка слика која е посебно опасна кај повозрасни пациенти, значи над 60 години, да кажам, и кај деца. Кај нив може за кратко време да предизвика толку сериозни здравствени проблеми кои што може дури да го загрозат и животот. Затоа апелирам да се внимава каква храна се конзумира и какво овошје и зеленчук се конзумира. Значи не може само со прехранбени артикли од типот нели на сирење, млеко, не знам, паштети и така натаму да се предизвика труење, туку треба да внимаваме и зеленчукот и овошјето кој го купуваме на пазарите, внимателно да го одбереме и уште повнимателно да го измиеме под силен млас вода. И заблудата дека нели потопено во раствор од сода бикарбонат нема никакво влијание, тоа не го поддржувам. Мислам дека посебно оние лиснати овошје, како Макдоналдс да речеме, или зелена салата, марула, да, зелена салата, добро е да се потопат 15 на 20 минути во вода во која што ќе ставиме една лажица сода бикарбона. Тоа ќе ја смени хемиската структура на течноста која што негативно влијае на присутните бактерии и потоа, нели, тоа убаво под силен млас да го измиеме е малку по-безбедно отколку само да го измиеме. Затоа што знаете, водата не може сите тие ситни ливчиња да навлезе секаде и убаво да ги измие и може да се случи да внесеме и на тој начин да внесеме бактерија која што за неколку часа или неколку дена ќе се размножи во дигестивниот систем и ќе ни ги предизвика истите тегоби кои што ќе ги имаме и при труењето со храна. Така. Значи не е мит, користиме сода за Јас користам, затоа јас лично ја користам. Јас ме прашав и вон камерите затоа што мислев дека е можеби некој мит кој што етат се протнал низ по социјалните мрежи, но не, велите има научно оправдување. Има, мислам, и некакви истражувања кои што тоа го имаат на некој начин потврдено. Така, бидејќи ја спомнавте салмонелата и дека таа тешка клиничка слика, за среќа не сум била едно од нив, но познавам луѓе кои што се жалат, како што рековте, дека многу тешко поминале низ тоа. Како таа се развива таа бактерија конкретно, бидејќи некако дава најсилни симптоми? Од каде потекну? Како може да ја затруе храната? Со директен или не може да се знае тоа? Загадувањето може на безброј начини да се случи. Обично самите ние ја загадуваме. Нечисти раце или чувано во несоодветни услови, таа влегува во храната, се размножува, испушта при размножувањето, нели, и при својот циклус животен, испушта одредена количина од своите токсини и таквата храна внесена ќе предизвика таа салмонелоза или тоа труење со храна, кое што може да развие исклучително тешка клиничка слика, која оди со многу висока температура, над 39, со тој гастроентероколичен синдром, мачина тешка, гадење, повраќање, чести столици, кои што тегоби и симптоми кои што исцрпува. При тоа се губат голема количина на течности, што е страшно опасно, а уште попасно се губат голема количина на олигоелементи или електролити, кои што се пресудни во контролата на виталните функции во организмот. Затоа и го потенцирав дека е многу опасно кај повозрасни. Тоа нагло губење на течности, дехидратација, губење нагло на голема количина на електролити може кај нив, нели, виталните функции кај нив се малку ослабени, некои ги подржуваат со одредена терапија, да предизвикаат некои сериозни кардиоваскуларни нарушувања, а може да предизвикаат, нели, и нарушување и на дишењето, може да предизвикаат нарушување на бубрежната функција. Еве, конкретно ќе кажем, ако се изгуби голема количина на течности, голема количина на електролити, протокот на крв низ бубрезите максимално се намалува, притисокот паѓа, бубрезите на некој начин функционираат минимално или воопшто не функционираат и со тоа ќе настане состојба на акутно затајување или акутна бубрежна слабост која може на некој начин да го зарози животот. Истото може да се случи кај мали деца, или таа мала површина
брзо губи течности и може Да многу биде животот сериозно да поремети загрозувачко, некои функции во организмот кои се многу сериозни и опасни состојби. Да, затоа и се задржуваме. Значи, во овој предел мораме малку повеќе за храната, но ќе зборуваме и за другите извори на опасност кога станува збор за труење. Сакав да прашам мувлата колку е токсична, докторе, затоа што таа нели си се развива во топли услови повеќе. Луѓето често знаат да отстранат еден дел од храната па да консумираат нели надолу во теглата и така натаму. Колку е токсично? Мислам, максимално е опасно. Не би сакал тоа широко да го коментираме. Да го коментирале, обично зрнаста храна знае да муфлоса. Внатре има одредени габички кои што негативно може да се одразат на здравјето. Затоа и минимално ако приметиме дека храната покажува дали органолептички гледаме или осеќаме мирис на мула, таа храна веднаш да ја фрлиме во ѓубре, да не ја користиме за јадење. И последно прашање што се однесува на храната, вела дека е многу се вели во народот, тешко или опасно труењето од морска храна. Дали е тоа вистина и дали има некоја посебна причина за тоа, за рибите, школките? Причината е во големата концентрација на протеини. Чи таа храна, морската храна содржи нели тие октоподи, риби, не знам, школки, имаат содржат многу протеини кои што лесно се расипуваат и содржат во себе голем број на бактерии, а уште поголема концентрација на токсини и затоа можда и тоа е мит. Да. Меѓутоа, знаете, сите што јас сум имал во пракса неколку такви случаи кои што се отреле со морска храна, исклучително тешка клиничка слика. Така. И затоа со морската храна многу внимателно, затоа што таа многу лесно може да се расипе во овие високи температури посебно, значи свежо подготвена или ако е конзервирана да се провери обавезно рокот на употреба пред да се консумира. Што тоа значи во однос на таа клиничка слика? Кога треба да се обратиме на лекар? Ние знаеме сите дека тие проблеми најчесто доаѓаат со некаква манифестација, болки, повраќања, диареи, зависи, но кога е вистинско време? Некогаш си велиме, вирусе ќе мине и така, дали правиме штета со тоа? Си правиме штета самите. Знаете, Балканот е познат по тоа што луѓето тука знаат сами да се лекуваат или си имаат некаков начин на лечење или па слушаат совети од соседи, од пријатели, од не знам, случајни минувачи ќе им кажат вака лечи се, не се секира, не оди на доктор, не губи време, ќе чекаш таму долго време. Значи, при појава на минимални симптоми, мачнина, гадење, пред да почне и повраќање, затоа што тоа е нели еден процес, веднаш да се побара лекарска помош. Колку побрзо одите на лекар и добиете стручна помош, толку полесно ќе го поминете труењето. Затоа што веднаш ќе се почне со субституција на течности, ако има потреба и на електролити, кој има потреба и на антибиотици, значи комплетна една терапија која што може малку, можда не многу, меѓутоа малку да го скрати време траењето на болеста и да го намали, да ги намали проблемите, маката да ја намали. Затоа не препорачувам сами да се лекуваме, па ќе пијам вода, па ќе повратам, па не знам, само медицински јаглен ќе земам. Не. Веднаш да се побара лекарска помош. Ајде, кога веќе го спомнавте медицинскиот јаглен, во кој случај е оправдано да сметаме на него или да си помогнеме со него? И тој стана популарен поради социјалните мрежи доста, па луѓето за се нешто го користат, нели, како видите, тоалета здравствена. Медицинскиот јаглен е една фантастична субстанца која што во одредени состојби може многу да помогне, затоа што ги собира сите токсини кои што се наоѓаат во дигестивниот систем. Не баш сите, али воглавном ги собира. Значи, добро е да се зима кај сите видови на труења. Ние на клиника обавезно го даваме во протоколите, го има, кај сите, да речеме, труења со таблети. Меѓутоа, кај труења со некои хемикали, веќе испомнам корозивните хемикали, како киселини или бази, таму нема никакво влијание, дури и штетно да се дава, али да речеме, кај труење со храна, може да се земе пред да се побара лекарска помош, ама од кој ќе се земе, веднаш да се... Затоа што, знаете, привремено може медицинскиот јаглен да адсорбира нешто од тоа што го има во дигестивниот систем и ги прави проблемите, малку да ја олесни состојбата привремено, меѓутоа кога ќе помине тоа,
повторно ќе се влоши сликата и повторно ќе треба да побарате помош. Подобро е да одите на лекар и да кажете да, земав одредена количина на медицински јаглен, сега ми е малку подобро, ама еве се јавувам заради такви тегоби. Само лекарот кој што е едуциран и подготвен за вакви состојби може да ви каже точно што треба да се направи и да направи тоа што во моментот најмногу ви треба. Така. Ајде сега за алкохолот, не тој може да го ставиме под храна, меѓутоа е посебна приказна во лето и како токсин, нели, во секоја сезона, воопшто, да. Но во лето некако повеќе се консумира, се опуштаме и така, а токму можеби тоа е најризичното на сонце и алкохол, што се случува? Видите, летото, и на почеток го кажат, луѓето се повеќе надвор, сакаат да се дружат, ако седиш во друштво, нели, некогаш не е доволно само кафе да се напиеш, ке сакаш да се напиеш и некоја чаша алкохол во различни облици. Викаат, да, најдобро е летно време да се пие пиво, да, добро е да се пие пиво летно време, меѓутоа во ограничени количини. Затоа што пивото ќе те хидрира и ако е студено од фриждер, малку ќе го разлади организмот и ќе му овозможи малку полесно да се аклиматизира во одредена да речеме просторија или во надворешна средина. Меѓутоа, знаете балканскиот менталитет, едно кон едно, да. Со едно почнуваме, а после на колку ќе завршиме не се знае. Тоа е опасно, затоа што алкохолот делува, ние велиме вазодилататорно, ги шири крвните садови и при тоа, знаете, се губи топлина и многу брзо може заради внесувањето на алкохол да се губи и поголема количина на течност, затоа што алкохолот делува и диуретички, значи зголемува излачување на течности и може да го забрза тој процес на дехидратација. Посебно на сонце не е добро да се пие, затоа што тоа проширување на крвните садови и во централниот нервен систем, кој е исклучително осетлив на високи температури. Изложеноста на сонце и конзумирањето на алкохол заедно не оди. Ако веќе конзумирате, тоа да биде во минимални количини и добро е да бидете негде под сенка, под чадор или некаде под некоја настрешница, меѓутоа многу внимателно со количината која и со разладувањето по тоа. И со разладувањето, да, апсолутно треба во аклиматизирана просторија и пак велам и во аклиматизирана просторија да не се зима во поголеми количини. Так. Докторе, никогаш не сме ве прашале како знаеме дека некој е само алкохолизиран, пијан или е веќе за на токсикологија? Што се утврдува тоа? Видите, тоа е, еве јас ќе кажам, имам долготрајно искуство со такви пациенти, тоа е строго индивидуално. А меѓутоа, знаете, алкохолот, троењето со алкохол се одвива во неколку фази. Можам тука да кажам и дека некои луѓе има кои што се адаптирани на одредени количини на алкохол и можат да испијат, да речеме, повеќе од некој друг, а тоа многу да не се забележи. Некои една чашка се напиваат и почнуваат многу да зборуваат, да кажуваат од пред 20 години што им се случило, да им се подсмеваат на луѓето, знае, да прават така невкусни шали. Меѓутоа има луѓе што не може човек веднаш да примети, меѓутоа како ќе се развива процесот, како ќе продолжи тоа внесување на алкохол, тоа ќе почне да се прво нели со логороичен станува, почнува многу да зборува, па ќе почне многу да се смее, па не остава никој ништо да каже, само тој све знае и најпаметен, се до фазата кога ќе почне нели малку да чувствува дека е уморен, дека сака да прилегне малце, дека му се врти, па дури и одредени пораметувања на свеста, ќе легне и ќе заспие, меѓутоа, знаете што, пошто алкохолот најопасно е неговото дејство во централниот нервен систем, а организмот се брани од тоа внесување на отровот, и од тоа внесување на голема количина на алкохол ги активира центрите за одбрана. Првиот центар за одбрана е центарот за предизвикување на повраќање. Значи, тоа е одбранбен механизм на организмот кој што се активира кога ќе се внесе голема количина на алкохол. Почнува да
повраќа за да ослободи поголема количина на отровот да го исфрли од организмот. И тогаш, знаете, се случуваат најголемите трагедии. Некој ќе се напие у друштво и за да не прави проблеми, обично го земаат и го носат во некоја соба или некаде го легнуваат на грб. Тој прави нагон за повраќање, се враќа дел од повратената содржина во дишните органи и се угушува. Многу такви трагедии сум видел во пракса, значи многу внимателно со такви луѓе, настрана да ја легнат и никогаш да не го оставаат сам. Затоа што се движи, ќе се заврти натаму и може да се случи нешто што никој не посакува. Алкохолот има силно влијание на психофизичките способности на секоја индивидуа. Кај некој повеќе, кај некој помалку. И од тука уште еден апел сакам да упатам. Кога пиете, не седнувајте да возите. Апсолутно и 2 чаши да сте се напиле, внимавајте, затоа што не сум пијан, јас што само 2 чаши испив. Ќе направите сообраќајна незгода, не дај Боже, ќе ви испитаат, присуство на алкохол, ќе имате над 0,5 и тогаш ќе имате проблеми и со законот, па ќе трпите одредени санкции, што не е баш пријатно, да ви кажем. И не дај Боже да се случи некоја сообраќајна незгода во која што ќе има повредени, не дај Боже и закинати, тогаш вие ја сносите целата одговорност затоа што сте возеле под дејство на алкохол. Тука завршува. Тука нема дилема. Апсолутно нема ни дилема, нема ни простување. Така. Ајде да ги спомнеме лековите, постојат различни типови на лекови, некој си има редовни терапии за крвен притисок, за шеќер и така натаму, но и антибиотици кога има потреба од нив. На што треба да внимаваме во тој дел? Дали смееме на сонце ако пиеме антибиотик или дали смее алкохол ако се зема редовна терапија за притисок? Тука да не посоветуваме. Видите, обично алкохолот и лековите не идат заедно. Иако јас познавам многу луѓе кои што пијат лекови, при тоа пијат и алкохол. И вика, никогаш ништо не ми се случило. Да, можда никогаш ништо не се случило, меѓутоа никогаш не знаеш кога тоа ќе се случи. Некаква интерреакција помеѓу алкохолот и медикаментот кој што го земаш да те доведат во ситуација да бараш лекарска помош или да се чувствуваш многу неубаво. Еве ќе зборуваме, да речеме, за овие 3 групи на лекови кои што најмногу се користат. Антибиотици, овие аналгетици и овие лекови, да речеме, за кардиоваскуларни, лекови за притисок, да речеме. Добар дел од антибиотиците внесени во организмот, а при тоа индивидуата која што ги внесува, ако се изложува на сонце, тие се фотосензитивни и може да предизвикаат одредени промени на кожата. Црвенило, осип. Еве да речеме, ќе го споменам тука, доксициклинот или вибрамицинот, кој што сега мислам дека повторно се враќа на сцена, затоа што е многу добар антибиотик, многу едноставен за зимање. На уста се зима еднаш во 24 сати и гледам дека пациентите многу сакаат да го пијат, кога зимаат вибрамицин да не се изложуваат на сонце. Еве од антихипертензиви, да речеме. Лекарства кои што ја зголемуваат функцијата на бубрезите и излучување на течност, односно кои што делуваат диуретички, еве да речеме хидрохлортиазид кој што е многу користен сега заради го даваме заради хипертензија, исто така е фотосензитивен и може да предизвика одредени промени на кожата, осип, црвенило, некој непријатно чешење и не се препорачува да се пие и при тоа да се изложуваме на сонце. Значи, ова може утре сабале да набројувам кои се лекови, еве да речеме и аналгетици, еве обичен аспирин кој што делува и централно, меѓутоа делува и периферно, треба да се внимава кога се зима да не се изложуваме на сонце. Тоа не значи дека не треба да излеземе надвор па да пројдеме, да отидеме негде. Него да не сме на плажа на сонце, да се на плажа, да внимаваме со изложување на сонце, да бидеме што повеќе под чадор, што помалку на сонце, затоа што можда нема да се јави никаква реакција, меѓутоа има шанси повеќе шанси да се јави реакција ако го зимаме, отколку ако не го зимаме. Така.
Докторе, да одиме со водата, која што е можеби и најактуелна во овој период со оглед на сето она што се случи во Гостивар, но и паниката која што се крена во Скопје како една штетна нуспојава, како што и вие самите се огласивте во еден пост на вашата Facebook страница, дека е некогаш поопасно ширењето на паника отколку нели самото случување. Ако сакате нешто да прокоментирате во тој дел, па да прашам конкретно околу таа видите, јас малку повеќе би го прокоментирал тој што го напишав на мојот пост, што го напишав нели на мојот Facebook профил. Не можам да разберам какви се тие луѓе кои што непроверени информации. Јас сум убеден дека тоа била непроверена информација, затоа што до нас стигна истата информација во текот на претпладнето и ние сите се вклучивме во проверка на информацијата, затоа што ако таа информација, не дај Боже, беше точна, тогаш ќе имаше голема опасност во градот Скопје, кој што користи вода нели од изворот Рашче, да се појави голема бројка на пациенти. Ешерихија коли ја има во неколку типови, меѓутоа таа ја има и као нормална флора во дигестивниот систем и таа не предизвикува никакви проблеми, затоа што дигестивниот систем е подвишен. Меѓутоа, ако се внесе во поголема бројка, таа може да се размножи толку многу, да испушти дел од своите токсини и да предизвика болест, односно да ја предизвика истата клиничка слика као кај труењето, да речеме, со другите бактерии кои што исто може да загадат водата или храната. Во тој случај, Скопје, град со 520.000, сега не знам точно по последниот попис колку има, ако само 10%, пошто таа не предизвикува ке сите тегоби, само 10% од тие 520 да добиеле си, тоа се 50.000 пациенти за 2-3 дена, еве за 5 дена. Па ние, нашиот здравствен систем, таквиот притисок нема да може да го издржи. И не знам дали тие што го напишаа тоа и што се обидоа да го лиферуваат во јавноста се свесни каква штета направија. Луѓето сега се крајно неповерливи, не веруваат на ништо и да им покажуваш документи, не веруваат дека се тие веродостојни, што е страшно опасно за едно живење, за едно општествено живење. Особено при така брз проток на информација или видите, сега со дезинформација. социјалните мрежи има, не знам, Инстаграм, има Фейсбук, се пишува и луѓето за кратко време информација практички ја имаат 70% од тие што користат социјални мрежи. Знаете каква паника се создава? Па и се создаде паника. Дента јас добив безброј јавување по телефон, дали е тоа вистина? Екам, не можем јас да кажам. Ки си кажат надлежните институции, као што си кажаа после, меѓутоа ние се потрудивме да провериме кај релевантните институции кои што ја контролираат водата, дека тоа не е точно. Дека некој слушнал нешто, па напишал сигурно дезинформација, кажал нешто, некој тоа му се видело интересно да го пише на социјални мрежи, да се направи тој интересен. И знаете, кој ќе напише некој, одма си да го прифаќаат, посебно ако е нешто што може на некој начин да го загрози нивното живење. И со тоа направија страшна паника во градот, која што мислам дека уште трае. И уште повеќе ќе потрае, затоа што луѓето се вознемирени и сега, знаете како, внимаваат што прават. Некои луѓе се уште, еве имам информација дека не пијат вода од чешма. Ја пијам вода од чешма, ништо не ми се случило уште. Меѓутоа, ако надлежните институции, градот Скопје, не знам, јавното предпријатие водовод и канализација, кои имаат една од најсовремените лаборатории во државата. Еве ќе повторам, најсовремена лабораторија за испитување на квалитетот на водата, и хемиски и бактериолошки, имаат во водовод. Ако тие тврдат дека таа е исправна за користење, јас немам причина да не верувам. Ако не верувам на собствените институции во собствената држава, нема како поинаку да се дојде до таа вистина. Сме го промашиле животот, како да ви кажам, не знам.
Добро, водата најчесто и од градски водовод, и од бунари, од сегде, најчесто е загрозена или се контаминира на ист начин како храната, веќе зборувавте. За тоа сакав да прашам за овие други типови на токсини, например, дали е токсично ако пиеме вода од шише кое стоело долго на сонце, или пак дали препаратите за одржување на базените што се користат хлори, што таму се користи, може да биде токсично за едно дете. Видите, хлорот е токсична супстанца во одредени концентрации. Не е во сите концентрации опасна, меѓутоа во одредени концентрации е опасна. Ако ние се пиеме да речеме хиперхлорирана вода подолго време, сигурно дека ќе почувствуваме некакви тегоби, затоа што хлорот внесен на уста има корозивни својства. Ја оштетува слузницата на дигестивниот систем и со тоа може да предизвика одредени потешкоти како печење, болки, нагони за повраќање и така натаму. И кога испарува во облик на пареа која се вдишува, истото дејство го има затоа што тие пари во контакт со телесните течности прават некои други хемиски соединенија, да речеме слаба хлороводородна киселина, која што исто така предизвикува одредени тегоби, меѓутоа тие не се со таков интензитет за да некако сериозно го загрозат здравјето. Меѓутоа има хемикали, има одредени состојки кои што се содржат и во почвата и низ подземните води можат да стигнат до водата за пиење, тие треба строго да се контролираат, посебно тешките метали. Значи, тешките метали се оние кои што најмногу и најсериозно, без никакво предупредување, можат да го загрозат здравјето. Затоа што акутното внесување на голема концентрација е опасно по живот. И тоа не дај Боже да се случи. Меѓутоа, долготрајното хронично внесување на вода во која што има недозволена концентрација на одредени тешки метали како жива, олово и така натаму, може сериозно да го загрози здравјето затоа што тој се депонира и не можеш да го отстраниш од организмот со години. Има многу долг полуживот на распаѓање. Ме опоменуваат времето, вака ни летна, ама тоа е секогаш така со вас. Ви благодариме многу што бевте наш гост. Јас ви благодарам што дававте можност вака повеќе информација пренесеме во јавноста и граѓаните малку повеќе да бидат внимателни околу конзумација на храна, овошје, зеленчук, вода и така натаму. Мирно лето, драги наши, правиме кратка пауза за реклами.